собрават министри, заменици министри, советници, некакви членови на совети, на координативни тела внатре во Министерството за образование, а кога се однесува за реформите во образованието. Во оваа емисија повторно разговараме за тоа што им е потребно на децата во нивното почетно образование, но и понатаму како се развиваат. Дали доволно разговараме со нив, дали всушност обрнуваме повеќе внимание на образовната отколку на воспитната програма и која е улогата на родителите во учењето на учениците. Кога се анализира образованието во Македонија и се бараат системските аномалии, не може да се донесе еден генерален заклучок што ни фали. Неконзистентноста на министри и на образовни програми, како и непостојаните реформи, се само дел од проблемите кои влијаат врз школството на учениците. Образованието ни е во голема и тешка криза, кој што час поскоро треба да се направи трансформација и посебна стратегија за развој на образованието. Политиката длабоко навлегла во образованието. Немаме на прави места прави луѓе, стручњаци, кои што треба да бидат, почнувајќи од министер, заменик министер, работата на Државниот просветен инспекторат да биде стручна, компетентна. Инспекцијскиот совет исто така треба да се заземе своје место, кој што не е, за жал. И невидено нешто имаме во секој сегмент од воспитно-образовниот процес, почнувајќи од да го ставиме настана пред училиштето, основното, средното, високото образование во една тешка криза. Неминовно е потребата да се согледа концепцијата на основното, средното образование. Оваа концепција на основно образование ги измести сите вредности педагошки. А во тие рамки ги измести и семејните вредности и се запоставува интересот за детето. Што значи наставникот треба да биде и воспитувач. Во образованието, во основното образование, во средното образование, доминантно е образовната компонента. И од децата, од учениците се бара само да знаат она што го предава наставникот, значи материјалот, а најмалце се обрнува внимание на она што значи воспитна компонента. Однос. Ако се земат предвид неодамнешните случувања во Србија кои отворија низа дебати ширум Балканот, кои се однесуваат на безбедноста и менталното здравје кај учениците, посебни интервентни програми се покажа дека се неопходни. Но како се прават тие? Министерот за образование Јетон Шакири неодамно образложи дека биле донесени конкретни мерки. Мерки кои Илиевски ги става под знак прашалник затоа што вели во државни органи наменети токму за вакви делувања членуваат луѓе кои воопшто не се стручни. Тие членови не разговараат ниту со учениците. Таквите интервентни програми што треба да бидат на ниво на училиште и во самото училиште, треба да се координира и со општината. И меѓуопштински треба да делуваат. Интервентна програма на училиштето, што треба да има? Училишни состаноци во врска со проблемите на насилници и жртви. Контрола во текот на одморот. Значи, кај одат треба да имаме организираност. Ама не зборувате за контрола која што би ја правеле со обезбедување, со луѓе во црно. Не зборувам тоа. Зборувам контрола каде што ученикот денеска ќе биде дежурен, наставникот ќе биде дежурен, се менуваат. Ако имаме ученици кои што се агресивни, зошто да не ги активираме и тие деца? И тие да почувствуваат одговорност дека она што го прави тој дека не е добро. Тој е најголемиот пример. Јас од искуство ви кажувам. Имаме ситуација каде што на ниво на држава, формирана од владата, државни институции, односно државен совет за превенција на детското престапништво. А во јавноста не го знаеме? Во јавноста не го знаат. Овој државен совет за превенција, министрот Јетон Шакири вели ќе бараме од општините да име до кај работата со општинските совети. Со општинските совети. Пазите, треба да се знае дека Државниот совет за превенција на детското престапништво го предлага Министерството за правда.
И таму, во тој државен совет, кој што брои 15 члена, значи, а го избира собранието на Република Македонија. До сега дали сме слушнале дека тој државен совет има поднесен некој извештај или расправа? Дали тој државен совет во овие дадени ситуации се појавува некаде да проговори што се случува? Не. Сега, не. Исто така, таму се вклучени по јавен оглас се и 8 члена од државниот совет експерти. Дали тие се појавиле сега да се појават да кажат што изработиле, што направиле? А секој има државна канцеларија. Се издвојува од буџетот парични средства. Се поставува прашањето што во практиката тие работат. Дали на седницата на која што разговаравте со министерот за образование Јето Шакири имаше представници од тој државен орган? Средбата беше од консултативна природа, односно учествував јас како представник на Сојузот и универзитетски професори од областите, така што дававме предлози кои што се од поакадемска природа, односно предлози кои што би биле спроведливи на теренот, меѓутоа никогаш не ни стана збор за постојањето на ова тело или за формирањето на општински совети за превенција од детско престапништво. Министерот на таа средба не информираше дека ќе има состанок на ниво на влада и верувам дека неговите колеги од владата го информирале, односно дискутирале за постојањето на ова тело и за како тоа треба да се вклучи во овие активности. Не само што анализите покажуваат дека учениците во државата не знаат каде да се обратат кога имаат конкретен проблем во однос на менталното здравје или да пријават појави кои им се чинат неприродни. Реформите се неопходни во поглед на целата образовна структура, бидејќи учениците немаат ниту доверба во оние кои ги учат. Сврзани садови, училиштето, семејството, наставниците и општествената средина. Тие треба да делуваат заедно. Во едно училиште училиштето треба да биде организирано. Организирано целосно. Ако е добро организирано, почнувајќи од самото оделение, клас, па организираност на наставниците, организирано на стручните служби, а на чело на сите тие работи треба да биде директорот на тоа училиште. Организираноста треба да биде, кога зборувам за организираност, вклученост на родителите во родителските одбори во самото оделение, почнувајќи од прво одделение до 9 одделение. Ако така се добро организираме, ако така се организираат како што треба, нема да имаме вакви ситуации, ексцеси, разни девјаштва, напасва, исплејувања, навреди, тепачки и така натака. Присутно е меѓуврсничкото насилништво, меѓуврсничкото насилство или булингот, се забележува од најмала возраст во основното образование, па дури и во градинките. Во основното се јавува во некои поочигледни форми, физички пресметки, задевања, навреди пред наставничката и слично. Во средното образование веќе насилството добива свој поперфиден, софистициран начин, односно, барем според мене, најчесто се јавува во форма на социјално исклучување. Се случува тоа? Се случува, секако се случува. Да има ученици, да има деца кои што се исклучени од сите други во нивниот клас или во нивната генерација, едноставно никој да не се дружи со нив. На 22 мај се одржа дебата на Филозофскиот факултет. По покана на факултетот јас бев ведничар на истата дебата. Присуствуваа околу 130 средношколци од цела Македонија. И јас им поставив прашање, кому се обраќате ако имате проблем? Доминираа врсниците, на второ место беа родителите и на далечно трето, односно на далечно последно место беа професорите, наставниците и стручните соработници во училиштата. Од каде го вадиш? Од каде мислиш дека го вадат заклучокот? Зошто е тоа така? Зошто на пример ученикот нема доверба да оди прво кон педагогот, кон својот наставник? Прејудицирам, но повеќе фактори се во игра. Најпрвин, за жал од страна на останатите вработени во училиштето, стручната служба е употребена како некаков превентивен механизам, како казна, како репресивен апарат. Односно, ако некој направи нешто лошо или ако не се однесува како што треба, го праќаат на психолог или на педагог како казна. А всушност тие треба да бидат една јавна услуга за
менталното здравје на учениците. Кој да има проблем со своето ментално здравје, да може слободно да се обрати на психолозите. Речи си 90% од студентите не знаат каде да пријават корупција. Како е тоа можно? Вие сте министер за образование, ги добивте овие бројки, кој е вашиот коментар, порака до студентите? Корупцијата не е само проблем за високото образование и за сите други сектори во општеството. Јас сакам да ги поддржувам студентите и мојот коментар е ова борба за да го постигнеме, треба сите заедно да се бориме. Јас верувам дека сите студенти, кога зборуваме во таа голем процент на студентите, имаме сигурни студенти што студират по науките каде што правно треба да се бориме со корупцијата, значи по факултетите како што се правни науки. И мојот коментар за овој проблем е што повеќе ги охрабувам сите студенти, како што претходно сум имал и состанок со Унијата на студентите за одредени други проблеми, каде што никогаш не е отворена дискусијата што се однесува од страната. Не ви се пожалиле? Не, во состаноците што сме имале со студентските собрања, знаете јавноста дека сме имале други дискусии кои заедно сме ги решили, до сега имаме решение на неколку проблеми, почнувајќи од оброк, од студентскиот стандард и така натака, но овој феномен, ова како проблематика се уште не е отворена од страна на студентите. Па јас мислам дека сите од студентите што одговорот на оваа проблематика знаат институциите кај што треба да се обратат, но како да гледам дека во процесот не се сигурни. Но за да се има овој феномен, знаеме и законсниот основ дека треба да има две страни. Едната страна што го бара и другата страна што го поддржува овој процес. И сакам да ги повикувам дека дали на анонимен начин, дали преку студентските собрања, дали преку одредени факултети, дали преку организациите што се во универзитетите. Знам дека имаше и веќе е и дигиталната иницијатива каде што има јавен обвинител, што се вика јавен студентски обвинител во однос на овие проблеми, што може да тие да се обратат за овие проблематики. Јас ги повикувам за овој феномен. Верувам дека 90% од студентите имаат информација за тоа. Ако имале случај, зашто јас имам ситуација кога слушам одредени ситуации, ги повикувам сите, ајде заедно да се бориме. Ако имат одреден случај, да се вклучиме во процесот заради тоа што го решаваме проблемот со вклучување на сите во процесот. Гарантирам дека во овој процес нема да има загубена страна, ќе има добитна страна, заради тоа што не е добар феномен. Сега ги знаеме податоците, ако нешто досега е постапено за овие податоци, овие феномени, јас ги повикувам и институциите да постапуваат, да немаме една страна на студентите, но да имаме и другата страна, каде што имаме високообразовни установи, каде што имаме академска фела, каде што имаме професори, каде имаме стручни соработници, асистенти. И секој што го слуша овој феномен со податоци каде се случува, нека го пријави до институциите. Сите можат. Како објаснувате што студентите велат не знаат каде да пријават, иако еве според истражување 40% имале такво искуство? Сепак тие не веруваат во институциите. Јас тука не можам да влегувам во тоа колку доверба треба да се има на институциите, но за да се потикнуваат институциите, за колку доверба треба да имаме во институциите, треба да имаме конкретни случаи. Јас од периодот кога сум министер немам досега ниту еден официјален допис, било анонимен, добиен од конкретно за проблематиката, иако и неколку ситуации од одредени извори на информации, ако се добива таква информација, веднаш реагирам или службите реагираат во мојата институција. Затоа јас не сакам да верувам дека таа бројка навистина е голема бројка за тоа да не знаеме каде што треба да пријавуваме одредена ситуација на корупција. Зошто може да се случи, јас како што спомнав во почетокот, и во другите сектори, но може да ги знаеме и начините како треба да се пријавува во другите сектори. Мислам дека за ова треба да се има повеќе доверба, почнувајќи од самите студенти, па продолжувајќи во институциите. Ако институциите не постапуваат и ако имаме втора страна, страв од непостапување, имаме од тоа што може да му се случи лошо во одредениот предмет или ситуација ако се работи за високо образование. Видовте дека има кампања антикорупцијска комисија да бидат херои и родителите и учениците кога станува збор за фаќање врски, колоквијално кажано,
врски околу добивање на оценки. Зарем е можно тоа? Да се биде херој, да се пријават сушно злоупотреби, манипулации? Јас го поздравувам кампањата од Државната комисија за спречување на корупција. Зошто? Од раниот период во образование веќе е започната кампања. Заради тоа што во образовниот процес и имат различни видови на влијание во образовниот процес. Мислам дека тоа кампања ќе имаме пореални оценки. Јас до сега верувам дека сите што се во образовниот процес нема такви лоши феномени, но исто така имаме ситуации како во одредени земји се зборува дека и во ситуацијата кога празнуваме некои од празниците или родендените или некој начин на организација, ќе треба тука внимателно и кај младите начинот на организирање, делот на волумот на подарокот или што добиват учениците, како тоа, заради тоа што секој од овие феномени, јас затоа го поздравувам Државната комисија, секој вклучување на различните организации, па и поддржување од другите институции, невладиниот сектор, гледам дека вака заедно можеме да се бориме и за феномените кои се во високото образование и другите општествени одговорности што ги имаме во општеството. Да. Објаснувате ли всушност ова е објаснување ако се подаруваат оценки зошто е лош, слаб успехот на учениците? Мислам дека секој што е наставник, секој што е вклучен во образование, не треба така ниту да го помисли, ниту да го гледа процесот. И ако нешто е вклучено, вие знаете дека сега продолжуваме во делот на реформа на основното образование, имаме за прв пат случај каде што реализираме тестирање во основното образование. После завршување на средното образование, доаѓаме до државната матура, каде што имаме одредени резултати што може да кажуваат некој друг факт. Претходната учебна година имавме ситуација каде што на упис во средните училишта имаше приемен испит, каде што се докажа дека имаме промена во делот на оценки што ги имаат наставниците. Но за една оценка се добива во одреден период и еден лош феномен не може да биде вклучен во мал процент, но не може да биде вклучен во целниот образовен систем. Затоа мислам дека и во оваа ситуација имаме две страни. Ако некој од родителите сака или мисли дека може да побара нешто за повисока оценка, да го замоли наставникот, мислам дека се вклучува во процесот каде што сака нереално да биде вреднува. Иако верувам дека сите наставници, мал одреден број можеби, не можам да зборувам во име на целата ситуација, но овие феномени, нереални вредности, нереални оценки доаѓаат после тоа некои периоди ќе се утврди дека навистина не се добро ниту за децата, но исто така ниту за образовниот процес. Имате пријави околу оценките? Немаме такви пријави. Ние го отворивме мејлот, што знаете и самите, пријави насилство. Веќе имаме Колку ситуации. Имате досега? Па повеќе од 20 мејлови се стигнати сигурно и веќе се постапени во одредени училишта, комуникација, па ќе го разгледаме и понатака начинот, ако веруваме во доверба, ако и исто така треба да се потврдуваат информациите, заради тоа што добиваме мејлови каде што немаме ниту потврда на мејлот, вистински информации што се потврдуваат во институциите. Можеме истото да го размислиме заедно со студентските собрања, за и во високото образование да се вклучиме ние како министерство или да се вклучи студентското собрање како трета страна во процесот што ние ќе го поддржиме тоа, за да добиват засегната страна, независна засегната страна, што може тие да добиват и тие да реагираат до институциите, вклучувајќи им да бидеме понатака во наредните постапки. И јас ги повикувам, го користам ситуацијата да ги повикувам сите, заради тоа што ако имаме ситуации и во основно и средно и во другите нивоа на образование, сите треба да се вклучиме, но никогаш не добиваме со одредени пријави. Јас верувам многу во наставниот кадар, во нивните оценки и во процесот, но ако имаме и вакви феномени, што повеќе да ги разгледаме и од страна на родител и од страна на наставниците, заради тоа што никој не добива од нереални вредности или нереални оценки од образовниот процес. Добро, но имате ли истраги, велите, ако има 20 на пријави за насилство, има ли истраги веќе? Ние не сме институција која треба да истражуваме. Добро, дали нешто процесуира? Да, процесира. Секторот за педагошка служба е формиран тим повеќе од 5 лица во секторот за педагошка служба при Министерството за образование и наука. При секоја најава, појава, тие веднаш комуницираат со
веднаш комуницираат со училиштата, раководството на училиштата, за да ги добива документите. Дали е постапено, секогаш се анонимни од наша страна, И што иако велат имаме податоци, резултатите? имаме ситуации каде што имаме извештаи од просветна инспекција, каде што е постапено, во одредена ситуација имаме и добри примери и искуства, зашто и во процесот за се вклучија сите страни и фамилии. Како што знаете дека имавме и пријави каде што после постапување на сите институции, Министерството за внатрешни работи, веднаш добивавме информација дека реално тоа не била таа причината на некој список или на некоја намера на ученикот. Па вака го гледаме и процесот за борба во корупцијата, ако веќе се вклучат сите страни. Добро, благодарам за овој разговор. Благодарам уште веднаш. Одма да кажам, тоа не е случај во оваа земја. И тоа пред се заради тоа што децата од најмала возраст тука се воспитуваат и се пренесуваат вредности за значењето на знаењето. И тука децата од најмала возраст се развиваат свест за значењето и важноста на знаењето кое самите го стекнуваат. И од друга страна, имате наставници кои се добро образовани, кои се добро платени, така да непотизмот тука е прилично на ниско ниво и е скоро и да го нема. И постојат механизми за контрола на истиот. Вие во секое училиште имате место, имате точка каде што секое дете кое ќе биде обесправено или ако примети некаква нерегуларност во работата на наставникот, па дури и во непотизам или давање на повисоки оцени или третман поинаков на некое дете, на посебен третман, значи ако не се почитува вредноста на еднаквост, тоа веднаш се санкционира. А да не зборувам веќе на факултет, кога доаѓаат младите луѓе на факултет, односно секој овде има право да студира до крајот на својот живот. Значи, сите студенти кои доаѓаат да студира, не доаѓа во предвид да се зборува за некакво простување или давање на оцени без да се сработи тоа што треба. Ќе ви дадам еден пример. Годинава на нашиот универзитет приемен испит имаше и синот на ректорот се пријави на една од катедрите на факултетот за театар. И тука се направи посебна процедура, значи јавна посебна процедура, кај што се викна независна комисија да го оценуваат знаењето на тој кандидат. Значи, навистина постојат механизми, изградени механизми, непотизмот да се искорени, да го нема. Се разбира, секаде каде што имате луѓе, имате и аномалии, но во Финска, барем во образованието, тие аномалии се сведени на минимум, вклучувајќи ги и непотизмот, реков ја, до сега немам сретнато случај некој да видам дека некој упатува некаква енергија за да ургира за подобра оцена или за, не дај Боже, диплома. Значи, тоа е невозможно во Финска да се случи.